Буџетските проекции за идната година предвидуваат 6 милиарди евра приходи, но предвидените расходи се 6,7 милиарди евра, што значи буџетски дефицит од 638 милиони евра или околу 3,5% од планираниот БДП. Главниот акцент е ставен на зголемување на платите и пензиите, но и на ново задолжување во висина од 1,96 милиарди евра. Дел од средствата ќе бидат обезбедени преку нова еврообврзница, а остатокот преку заеми од меѓународни финансиски институции и домашни извори. За пензии се предвидени 1,9 милиарди евра, што представува раст од 9,7% во однос на годинава. Социјалните трансфери ќе изнесуваат 3,35 милиарди евра, додека за плати во јавниот сектор се издвојуваат 855,3 милиони евра, за 48,8 милиони повеќе од кулкулани. Просечната нето плата се очекува да порасне за 6,5%, а бројот на вработените за 1,6%, со што невработеноста би се намалила на 10,1%. Владата прогнозира економски раст од 3,8% и инфлација од 2,5%, подпирајќи се на домашната побарувачка и инвестиции поголеми за 8,4%. Најавени се големи вложувања во коридорите 8 и 10D, железницата, енергетиката и земјоделството, како и нови капацитети во технолошко-индустриските зони. Тековните расходи достигнуваат речиси 6,1 милиарда евра и ги опфаќаат платите, пензиите, социјалните давачки, субвенциите и економската подршка. За отплата на стари долгови ќе бидат потребни 1,22 милиарди евра, од кои 892,6 милиони евра надворешни, а 323,6 милиони евра домашни задолжувања. Дел од нив се однесуваат на еврообврзницата од 2020 година, 700,8 милиони евра, како и на обврски кон ММФ, Светска банка и ЕБРД. Новото задолжување од 1,96 милиарди евра ќе биде распределено на 578,8 милиони евра домашно и 1,38 милиарди евра надворешно финансирање.